Откако Врховниот суд се обиде да ги врзе рацете на Катица Јанева, се активира институциите. Криминалците не смеат да останат неказнати, порача министерката за правда Рената Десковска. Пораката моја е дека ниеден криминал не смее да остане неказнат, не смее да се бараат процедурални причини за вакво или такво постапување со цел да се избегне одговорност. Одговорност за сторените кривични дела мора да постои и очекувам дека јавното обвинителство ќе продолжи со гонење без оглед каков ќе биде нивниот понатамошен став кој ќе го продолжи гонење. Обвинителката Вилма Русковска нема ништо против тоа бомбите како докази да ги користи основното јавно обвинителство, доколку СЈО им ги придаде предметите. Кога тие снимки беа предложени како доказ од страна на СЈО, судот првостепениот ги одби, не ги прифати, но по одлука на апелациониот суд тие стана докази во предметите. Нема зошто таа одлука да не важи. Не е битно кој постапува по предметот и кој е обвинителство. Сите сме обвинители. Според постоечкиот закон, кој се уште важи за специјалното јавно обвинителство, тие треба да ни ги предадат. Доколку не ни ги предадат, ние според тој закон не можеме да ги бараме и да ги превземеме. По мислењето кое вчера го изнесоа врховните суди, председателот на Кривичниот суд Иван Џолев вели дека ќе свика колегиум и допрво ќе ги анализираат мислењата на врховните суди. Вчерашната одлука на врховен и реакциите во јавноста намаса ги седна Катица Јанева и првиот човек на обвинителството Љубомир Јовевски. Предметите на СЈО ќе продолжат да се работат, пишува во заедничкото соопштение. На средбата беа разгледани состојбите и можностите за натамошно постапување по предметите по кои постапува СЈО. Јовевски и Јанева се согласија дека постапувањето по овие предмети ќе продолжи согласно позитивните законски прописи. Дел од судската фила критикуваа дека Врховен без надлежност го донело таквото мислење, но и дека истото не е обврзувачко. Во таа насока размислува и врховната судика Лидија Неделкова, која заедно со својот колега Ристо Катавиновски биле единствените кои гласале против иницијативите на адвокатите Ленко Миланов и Боро Тасевски. Морам да признам дека за жал, без разлика јас како гласав за ова начално правно мислење, ова правно мислење начално нема да го послужи на никого. Дали мислењето на врховните судии ќе им помогне на поранешните, но и сегашни функционери да избегнат правдата е дилемата која засега останува неразјаснета.